велосипедската култура во Прилеп од почетокот на Прилеп наточак до сега можеме да кажеме дека има мало придвижување. Значи велосипедистите се почнуваат да бидат забележувани од страна на другите учесници во сообраќајот, автомобилите, автобусите, управувачите на веспи и моторчина, така да мислам дека ако бидеме малце поупорни, би можеле да постигнеме многу повеќе. Но сепак за тоа треба да се исполнат некои други услови кои што во иднина се надеваме дека ќе бидат приоритет. Што е она што недостасува? Во моментов најмногу што недостасува е велоинфраструктура, но пред се мораме да нагласиме дека јавниот простор кој што е на сите граѓани мора да биде слободен за таа велокултура да може слободно да се развива. Се додека имаме окупиран јавен простор, не можеме да го постигнеме сето тоа. Покрај тоа што Прилеп има доста широки тротоари, барем во оние поглавните сообраќајници, што сепак проблемот со паркираните автомобили продолжува и понатаму. Сега тука виновник не ги наоѓаме само автомобилите, бидејќи не се означени велосипедски патеки никаде. Не се почитува едноставно просторот на пешаците и на велосипедистите, едноставно е окупиран. Приморани сме да се симнуваме на коловоз. Се надеваме дека конечно ќе вроди со плод институционално, ќе се превземат некои чекори во поглед на решавање на некои долгогодишни проблеми, така да идните чекори и идната цел ни е тоа, баш тоа, да се конкретно да бидат решени одредени проблеми во Прилеп во поглед на подобрувањето на функционирањето на велосипедот во Прилеп. Критична маса ја возиме од самиот почеток, значи од пред 4 години, мај месец, исто така. И ја возиме со цел да ги подобриме условиве во нашиот град, затоа што има луѓе што екзистираат на точак 365 дена во година и стварно ни треба промена во тој поглед. Пораката е да властите моментално да не слушна и време е да не слушна и да не излезе во пресред. Немаме велосипедска обележена инфраструктура во Прилеп. Апсолутно немаме. Имаме обележена една пред зграда Македонија од некои мизерни 100 метра, што пешаците мислат дека е за нив и ние мора да возиме слалом низ тротоари, низ улици и така натаму и не се чувствуваме воопшто безбедно. Масовно го прифатат ова идеја со точакот и да се бориме за услови за движење низ градот, низ улиците, со стварање на велосипедски патеки и така натака. Денеска сме во посета на Битола и на Прилеп. Тука сме да учествуваме на манифестацијата на Точак. Многу ми е драго што се повеќе градови во Македонија стануваат вистински велосипедски градови, а тоа го гледам и во Прилеп. Денеска во Скопје се вози 73-та критична маса, го слават 6-тиот роденден, во Прилеп го славиме 4-тиот роденден на Прилеп на Точак и тоа е одличен показател за тоа како граѓански иницијативи, граѓански движења заедно со општините, како што е градоначалникот на Прилеп, кој што и самиот е велосипедист, како што ми кажа, може да направат одлични промени во градовите. Сите млади денес што се дојдени на оваа манифестација ќе добијат по една ваква заштитна капа што треба да ја носи секој велосипедист. Ова е како една иницијатива, како еден поттик за сите наши, посебно младите велосипедисти, да ги користат овие заштитни капи и мислам дека во иднина си направиме се заедно за да направиме што повеќе велосипедски патеки низ градот. Тоа го ветувам, го кажувам секогаш. Првата прилика кога ќе се прави било која улица во градот, ако постои можност, ќе има простор за велосипедска патека.